Околу 150.000 граѓани кои се пријавиле, а се уште не се вакцинирале, ќе добијат вакцина до 15 јули, уверува министерот Филипче. Оние кои не се пријавиле, а сакаат да се вакцинираат, таа можност ќе имаат откако ќе се потрошат сите термини. Без разлика кога се пријавиле, почнувајќи од понеделник, односно вторник, по системот на највозрасни па помлади граѓани, сите ќе добијат термин во период од следните 2 недели. Што значи дека за 2 недели од понеделникот кој што сега доаѓа, најмладите пријавени ќе бидат вакцинирани. Со вакцините на Pfizer и кинески Sinovac, вкупно 600.000 дози, треба да се имунизираат 300.000 лица. Со тоа бројот на вакцинирани граѓани во следниот период во Македонија ќе се искачи на само 686.000. Во проценти од потребниот број за постигнување колективен имунитет е околу 68%. Иако здравствените власти со месеци зборуваа за масовна имунизација, тоа траеше само неколку недели со вакцините на Sinopharm. Највисоката дневна бројка на вакцинирани стигна само до 13.000. Последните неколку недели вакцинацијата беше сведена на минимум и покрај тоа јавноста не виде никаква посебна кампања за зголемување на интересот за вакцинација. Филипче по кој знае кој пат денеска најави интензивирање на кампањата, но и теренска вакцинација која треба да започне кон средината на јули. Инаку за понудата од Словачка да ни донира руски вакцини, Филипче рече дека за сега немаме потреба од дополнителни дози. Сега веќе сме во ситуација кога ако стигне некоја количина на вакцини и има ризик да скоро истече рокот, после да треба да се уништува. И не е коректно и кон други земји кои што може би имаат во овој момент нема интерес. Кај нас поради тоа што имаме веќе до новој викенд многу повеќе од тие што се пријавени. Министерот не одговори конкретно кога ќе пристигнат нарачаните руски вакцини, но очигледно трае дилемата дали заострените односи меѓу Македонија и Русија ја одложи испораката на 200.000 дози на Спутник.